Почитувани граѓани, она што го прават Никола Груевски и неговите соработници во ВМРО ДПМН преку медиумите под нивна контрола е уште една потврда на паниката во нивните редови. Груевски и ВМРО ДПМН се подготвени да манипулираат со се што може да го покријат криминално-корупцијскиот начин на кој владееле и добивале избори, злоупотребувајќи ги буквално сите државни институции за лични и партиски цели. Еве мал дел од многуте непотистички вработувања во државните институции само на дел од функционерите на ВМРО ДПМН во Струмица. Зоран Пакетов, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица, ги вработи. Супругата Билјана Пакетова како инспекторка во дирекцијата за храна. Братот Александар Пакетов во музеот во Струмица. Знаата Лидија Пакетова во управата за јавни приходи. Првиот братучет Јосеф Василев, инаку председател на месен комитет на ВМРО ДПМН во Центарот за вработување. Тони Митров, комашинот на актуелниот пратеник Васил Пишев, е вработен во управата за јавни приходи. Зулијана Иванова, актуелна советничка во Советот на општина Струмица и другарка на актуелната пратеничка Силвана Бонева, е вработена како началник во Министерството за земјоделство. Незината ќерка, која се школуваше на државен трошок, е вработена во Министерството за внатрешни работи. А сопругот на Зулијана, Ванчо Иванов, е вработен во шумската полиција. Миро Топчев, советник во општина Струмица, е вработен во управата за јавни приходи. Веселинка Ристовска, актуелна советничка во општина Струмица, е вработена во Центарот за вработување во Струмица. Тинка Стојанова, актуелна советничка на општина Струмица, ја вработи својата ќерка Неница Иванова во Државниот архив во Струмица. Костадин Шолев, актуелен советник, се вработи во Министерство за труд и социјална политика. Силвана Бонева, актуелна пратеничка на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, ги вработи. Својот сопруг Александар Бонев во јавното претпријатие Паркови и Зеленово во Скопје. Деверот Горан Бонев во Министерството за земјоделство. Поранешната пратеничка Сонја Ѓелова Стојанова лично се вработи како директор во Агенцијата за ревизија, а својот сопруг Лупчо Стојанов го вработи како раководител во управата за јавни приходи. Поранешниот пратеник Слободан Ќосев лично се вработи како директор на јавното претпријатие Паркови и Зеленово во Скопје, а својата внука Елена Ќосева ја смести во Заводот за рехабилитација во Бања Банско. Неда Бјадова, портпаролка на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, се вработи во службата за имотно-правни односи, а нејзината мајка ја вработи на Универзитетот Гоце Делчев. Павлина Георгиева е вработена како директор на Центарот за вработување во Струмица, а синот Александар Георгиев во Медицински центар во Струмица, а сестрата пак Лимонка со завршен факултет за физичка култура ја вработи во управата за јавни приходи. Слушнете за актуелниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, кој ги вработи. Сопругата Чавкова Јасмина, која претходно работела како дактилограф, а ворено завршила на фонд, добива раководна функција во секторот за гранични работи и миграција во Министерството за внатрешни работи. Знаата Данче Чавкова е вработена како раководител на одсекот за криптозаштита. Внукот на министерот Илија Николов е заменик началник на СВР Струмица. Внуката од првиот братучет Зекирска Јасмина, полицаец со воредно тригоришно образование во СВР Струмица, е унапредена за инспектор за економски криминал. Првата братучетка на Јасмина Чавкова, Бисера Глигорова, е вработена како началник на оделението за заеднички работи. Првиот братучет на Јасминка Чавкова, Драган Четрендафилов, е вработен како раководител на одсекот за кримтехника. Другарот на министерот Чавков, Трајан Николов, е заменик началник на СВР Струмица, а неговиот син е вработен во СВР Струмица. Синовите на другарот на Митко Чавков, Драги Стојменов, Маријан и Дејан, исто така се вработени во СВР Струмица. И така натаму, и така натаму. Ова не е непотизам. Ова е класична окупација на институциите на системот од страна на кадрите на Груевски и ВМРО ДПМН. Затоа, ВМРО ДПМН
нема ни морално, ни професионално право да зборува за општина Струмица, која работи исклучиво по закон, а администрацијата во општината е професионална и транспарентна. Во извештаите на Европската Унија, на ОПСЕ, ОДИХР, критики има за злоупотребите што ги прават власта на Груевски со државната администрација и ВМРО ДПМН нека тргне од таму. Благодарам.